Добро утро, млад патнику. Дал ви Бог 100 добрини. Дојдеш оддалеку. Си бил на свадба или си војувал? Зарем величам на човек кој се враќа од свадба. 3 години војував. Во војна, кога почнуваат да свират куршуми. Убаво е да се чуе и звук на кавал. 3 години се цела вечност. Си имал среќа. Може така да се каже. Многумина среќата ги напуштили, а немале. Останаа по боиштата. Кога те гледам вака одблизу, ти да не си синот на мајстор Маноиле. Да. Од каде го знаете, татко ми? А кој не го знае мајстор Маноиле? А тебе, како ти беше името? Проја. Ке му кажеш на татко ти дека поздрави за добро здравје му испраќа Тимотеј Горнорекански. Татко, синовите на Марко Паласин доаѓаат код нас. Ѓаволски деца. Зошто ѓаволски? Нивниот дедо, кој се викаше Комнен, во времето беше голем сајбија. Ги дал парите за да се изгради мостот во градот. Веќе неколку недели откако почина стариот Комнен, неговите внуци се обидуваат никого да не остават да поминува преку градскиот мост. Чудно. Поминува, заминува, благуна, блага мома убава. Треси, треси. Деве не лути се, благуна, блага мома убава. Домакине Тимотеј, ме терате да помислам дека водите инаец со нас. Сите си терате по старо. Луѓето велат, додека Тимотеј поминува преку мостот, ќе поминуваме и ние. Добро, зошто го правите тоа? Сега гледам си носите и вооружен придружник, а? Не сум нивен придружник. Случајно се сретнавме овде. А така ли е? Тимотије,
Последните зборови на нашиот дедо Комнен беа: после неговата смрт, никој повеќе да не поминува преку мостот. Се обидувам да ве разберам, но мостот е направен да се поминува преку него. Затоа јас поминувам. Зошто не минуваш преку дрвениот мост? Тој мост не може да ја издржи тежината на конјот и на колата. Јас сум принуден да поминувам по овој мост. Тимотије, ако уште еднаш се осмелите да поминете низ мостот, тогаш ќе се справиме со вас на поинаков начин. Јас мислам дека треба да му го земеме конјот. И тоа веднаш. Еј, ти, остави го мојот конј на мира. Татко, остави ги. Со нив нема разбирање. Без твојов конј ќе поминуваш преку дрвениот мост. Вие сте биле вистински зулумџи. Еј! Полека! Смирете се. И тоа веднаш. Никола, брзаш, брате, брзаш. Тимотије, навистина ова чудно човече го најдовте овде на патот? Овој вашиов е вистински воин. Тој е спремен и да убие. А дали можеш да не убиеш сите тројца? Тоа можам да го направам многу лесно. Но не би секал сега тоа да се случи. Не сега. После војната. Димитри, чудното човече е син на мајстор Манојле. А Манојле е еден од мајсторите кој учествуваше во изградбата на мостот. Преку сите мостови што ги градел татко ми, луѓето поминуваа слободно. Не гледам причина зошто некој би забранил да се поминува и преку градскиот мост. Тимотије, нема веќе поминување преку мостот. Ајде. Зошто сега не отепа еден од нив? Ти сигурно во војната не си убил никого. Не биди толку сигурен. По твојот пат, Господ нека биде со тебе. Од сега, во нашиот дом, секогаш сте добре дојдени. Хајде! Чудна игра играте. Ту бре, што деца ке беа. Братчиња се. Ама секој ден се тепаат. Ајде. Кој си ти? Што бараш тука? Тетко Темјано, јас сум Пројо. Зарем си ме заборавил? Кој? Пројо, кој друг? Не ме препознаваш? Проклета да сум. Та си ти. 3 години немав набер од тебе, но Господ те врати. Не плачи, тетко Темјано. Војната заврши, еве, се вратив жив и здрав. Од радост, синко, од радост. Ајде да влеземе дома. Оу, те гледаш. Ми отиде умот. Ајде. А татко? Како е со здравјето? Подобар е, подобар. Секој ден прашуваше за тебе. Не. Почекај. Двајцата дома нема да влеземе. Јас ќе одам прва и од околу ќе му кажам дека си дојден.
Здравјето му е кревко. Не знам како ќе поднесе. И ти си ми подостарен малку. Влегуваш на прсти, како да си изгрешила нешто. Пројо се врати. Пројо? Да не... Ти велам, Пројо се врати од војната. Да не е ранет? Не е ранет. А каде е? Зошто не дојде дома? Му реков да оди во тремот да ја остави пушката. Ти да не сакаш со неа да влезе дома. Дјавол да те однесе на се мислиш. Земи го ова проклето кебе да станам. Сакам да го пречекам Пројо простор. Те кандилото, те мостовите, уште кога влезе, знаев дека нешто ми криеш. Синко. Татко. Нека биде благословен овој ден. Не си ранет? Не сум, татко. Само сега сум 3 години постар. За годините немој да тагуваш. Важно е што ни се врати здрав и жив. Ајде. Сега. И одмори се. Синко, во куќава сега таа командува. Нозеве ми се малку ослабнати. Знаеш, како подкопани темели на стар мост. Но штом ти ни се врати, и тие ќе заздрават. Убаво е што така мислиш, татко. Туку кажи ми како беше таму, како се справуваше со војната. Војна како војна. И во нашиве краиште имаше разни војски. Едни си одеа, други доаѓа. Се менуваа побрзо од годишните времиња. Каде да ти ги ставам плановите? Стави ги каде сакаш, само нема да ги фрлиш во огнот. Да е до мене. Татко, каде мислиш да го градиш овој мост? Оставете ги сега плановите. Откако знам за себе, во оваа куќа се зборува само за мостови. Зарем немате за што друго да разговарате? Од Сабајлево те гледам како стоиш тук. Не ти издодеа да стоиш на едно исто место? Еве сега сум на друго место. А ова? Зошто со чифте стоиш на мостот? Тие што не плаќаат и ми го дадоат шифтето, да им кажувам на луѓето да не минат преку мост. И успеваш ли во тоа? Или имаш фазла време за кошкање?
Мајко, ти кажа ли татко што ни се случи денес? Што ви се случи, чедо? Утрово на патот кон нивата сретнавме еден војник. Татко рече дека бил син на мајстор Манойле. Името му го заборавив. Потоа дојдоа и синовите на Марко Паласин. Сакаа да ни го земат конјот, а тој синот на Манойле со пушката ќе ги застрелаше. Со Темјана, сестра му на Манойле, се знамо одамна. Манойле имаше син единец. Пројо. Пројо се вика. Убаво е што се вратил од војната. Ким ја развесели куќата. Мамо, да го видеше од некаде. А лиштата му беа целите спарталавени и извалкани. А лиштата, чедо, се менуваат. Денес ке фрлиш едни, утре ке наметнеш други. Знам дека е така. Тетко Темјано, вакво убаво нешто не сум јадел 3 години. Утрово кога се враќав кон дома, кај горнине ливади, се сретнав со Тимотеј. Со него беа и ќерка му Благуна и син му Калин. Тимотеј ми заблагодари и ти праќа поздрави за добро здравје. Ти заблагодарил? А по кој повод? Синовите на некој си Марко Паласин му забрануваа да поминува преку градскиот мост и јас се ставив во негова одбрана. Проклет мост! Зошто проклет, татко? Тимотеј ми кажа дека и ти си бил еден од градителите на мостот. Темјано, спреми му чисти јалиште, нека се избања, нека се одмори. Долг пат поминал. Синко, не оптоварувај се со Комнен и со мостот. Мостови, па мостови. А Тимотеј беше толку благодарен што ми рече дека нивниот дом за нас е секогаш отворен. Еснав човек. Значи рекол дека домот за нас е отворен. Штом не кани, треба да појдеме. Се договориме. Тоа што го барате воопшто нема да биде лесна работа. Како тоа мислиш нема да биде лесна работа? Ете така, јас ти ги опоминам да не минат преку мостот. Тие само ќе ме погледнат и си минат. А пушкава? Се закани некому со неа? Каква пушка, човеку? Некој мислат дека стоам тука да си го губам времето. Ти бре, како да си играш мајтап со мене. Слушај,
Да одиме од тука. Нашава работа почна да ми личи на проклета работа. Долго време седиш надвор. Ке ти пристуди. Ме мачат приказните што се шират за Комнен и за мостот. Аман со тој мост и со тој Комнен. Мисли малку и на син ти. А Благуна, стројна, убава, од фамилија, каква што и прилега на нашава куќа. Деновиве треба да го посетиме Тимотеј. Да, ќе го посетиме. Планот не ти е лош. Назад! Назад! Ова нит се видело, нит се чуло! Срам да вие! Ние сме рода и со татко ти со дедо ти Комнен. Зарем и нас ќе ни забранувате да поминуваме преку мостот? Тетин Трајане, забраната е за секого. Дури и за нас. Истуркајте ја колата надвор од мостот. Ах, кучкини синови! Ајри виделина да не видите! Не ради мајковци! Ќе ми ја убиете жената! Пусти горија да фатите. И вие, и мостот, и стариот Комнен. Не допирајте ме со вашите раце. Ви сте луѓе на ѓаволот. Добро, Велике, но не ни нарекува луѓе на ѓаволот. Ние сме сепак рода. Родата со Комнен не е повеќе наша рода. Тргнете ми се од пред очи! Работиве тргнуваат кон лошо. Ќе не замрази целиот град. Дамјане, да го викнеме Димитри, тој нека реши што понатаму. Тој го донесе ѓаволот во градот. Велике, смири се. За каков ѓавол зборуваш? Кога се градеше мостот, тоа што мајсторите дење зида, ноќе се рушеше. Некој на Комнен му рекол: ако сака мостот да биде изграден, треба во темелите да созида жив човек. Мајсторите тоа и го направиле. Ете за каков ѓавол зборувам. Велике, кој ти ги кажал овие приказни? Секој што ќе помине преку мостот, за Комнен значи поминување преку телото на созиданиот човек. Дали сега ме разбираш? Јас знам дека се измислуваш секакви приказни. Но ова што ми раскаже денеска е најубава. Море, Трајане. Ај затни си ја муцката, да не те треснам по неа. Добро де, добро. Што се нафрли на мене? Што се случило, тетка Велике? Не знам, Керко, не знам. Деца, видовте истурено брашно, сега патот под нозе и право дома. Слушај, ајде да се чистиме од тука, а за утре ќе видиме. Хајде. Ви си истори брашното? Да, не. Наемниците не ме оставија да поминам преку мостот.
Тија истуркаа колата наназад, една вреќа падна на земјата. Велика падна врз вреќата, ете така се случи. Оние двајцата што избегаа, тие ли не ве оставија да поминете преку мостот? Тие и двата сина на Марко Паласи. Цемка на Комнен. Тие навистина го изгубија умот. Преку овој мост се поминуваше во изминатите години. По него ќе се поминува и во наредните 1000. Да му се посерам во златниците на Комнен. О, Боже, прости ми за овие зборови. Тетко Темјан, до сега немав храброст да те прашам. Кога и како почина мајка ми? Мајка ти почина многу млада. Почина од настинка, од голема настинка. Тој ден работеше на нива. Почна да врне силен дожд измешан со снег. Дома се врати со силна кашлица. За неколку недели жената си отиде. А татко не беше со нејзе на нивата? Не. По таа време татко ти работеше на изградбата на градскиот мост. Затоа тој не го сака Комнен и неговиот мост. Утрово, додека ти спиеше, дојде Кирил. Слушнал дека си се вратил и многу сака да те види. Кирил? Па нели тој беше војник? Да, но го вратиле пред време. Бил ранет во ногата, а потоа ослободен од војска. Како си, мајко? Добра сум, синко. Тешко ќе биде да го убедиме народот да не поминува преку мостот. Луѓето едноставно не можат да не разберат. А мислам дека се донекаде и во право. Тој мост со време стана дел од нив. Може би единственото решение е да се направи што поскоро друг мост. И јас мислам така. Тоа не е лоша идеја. Пред некој ден ми спомнавте дека синот на мајстор Мануеле се вратил од војната. Да. Тој спомнуваше дека пред војната градал мостови. Знам дека градал. Мислам дека мајстор Мануеле може да не извлече од оваа работа. Само се прашувам дали ќе сака. А зошто не би сакал? Во времето кога се градеше мостот, Мануеле ја загубил жената. Од утре, ако треба мостот ќе го оградите. Комнен оставил доволно пари да се изгради друг мост. Може би со тоа ќе успееме да не бидеме замразени во градот.
Кире, како ногата? Заздравува. Но не беше таа. Кој знае кај ќе бев јас сега. Сега си тука. И за скоро време пак ќе трчаме по ливадите како и порано. Мора уште сега, гледај. Кира. Што ти? А? Мајка, да не го добро ме погодил. Седи да запали на поет. А го видели тој што те погоди? Тој што пукаше не го видов. Го седи в куршумот кога ми влезе во нога. Не бери гајле. Сега се готово. А што е најважно? Девојките не гледаат во нозете. Кај гледаат девојките? Таму каде што гледаат девојките ти не си повреден. Девојките гледаат во лицето. Слушна што се зборува низ градот? О градот се зборува се и се што. Мислам на Комнен и неговиот мост. Татко ти знае нешто за таа работа? Татко ми вели дека мостот на Комнен бил проклет мост. Прв пат слушам такво нешто од него. Дедо ми пак Атанасие ми има речено дека мајсторите по грешка во темелите на мостот созидале млада и убава девојка, која Комнен потајно многу ја сакал. Како тоа по грешка? Не виделе дека во темелите постојува девојка, а не јагна? Не таква грешка. По кажувањата на дедо ми, Комнен многу сакал да се изгради мостот. Но некој му рекол дека тоа нема да се случи ако во темелите не созидаат жив човек. За таа цел, Комнен нашол некоја заскитена девојка од некое друго село. А вечерта пак, сосема случајно, покрај недовршениот мост поминала девојката која што Комнен многу ја сакал. Мајсторите помислиле дека тоа е девојката која треба да ја созида. Ја зграпчиле и ја созидале неа во темелите. Ете, тука е грешката. Грозно! Тоа е. А да појдеме доке дедо ми Атанасие. Тој е најсреќен кога има кому да ги раскажува своите прикази. Чие е ова дете? Пројо е син на мајстор Манојле. Не те слушнав. Пројо е син на мајстор Манојле. Не викај толку, те слушнав. Пројо сака да чуе приказна за мостот. За кој мост? За градскиот мост, за мостот на Комнен. Јас не знам приказни за мостот на Комнен. Како бе, дедо, не знаеш? Нели ти ми кажуваше за убавата девојка која мајсторите по грешка ја созидале во темелите на мостот? Јас сум ти кажувал такво нешто? Да не си јанлаш? Аман, бре, дедо. Ке излезе дека јас лажам. Не реков дека лажеш, туку дека си јанлаш. Кире, остави го, можеби не сака да раскажува. Јас реков дека секој мост кој однел една жртва, кога и дае, тој ќе побара и друга. Дедо, ова прв пат ми го кажуваш. Ако, тоа не значи дека сум рекол невистина. Дедо, ти си ми денес многу чуден. Девојката која по грешка беше созидана во темелите на мостот, беше убава како златниците на Комнен. Тој беше влюбен во неа. Кога мајсторите ја поставуваа во мостот, таа плачејќи ги замоли да остават еден отвор за незината дојка. Незиниот едногодишен син се доеше од дојката се додека млекото не секна. Отворот за незината дојка стои и ден денес на зидот од мостот.
Ова сум ти го раскажувал, нели? Однеси му поздрави на Мануиле. Зошто тој не ти раскажува приказни за мостот на Комнен и убавата невеста? Јас не знаев дека татко ми бил еден од градителите на мостот. Сега знаеш. Дечишта, се шетало ли по вакво невреме? Татко, бев кај дедо Атанасија и малку ми пристуде. Ракија убаво ќе ми дојде. Стариот Атанасија понекогаш знае да каже и некои работи кои... Татко, а дали е вистина тоа дека кога се градел мостот, во неговите темели е созидана една млада невеста која Комнен многу ја сакал? Каде си ја слушнал таа приказна? Ако ти ја кажал Атанасија, фрли ја во вода. А ако ми ја кажал некој друг? И да ти ја кажал некој друг, пак фрли ја во вода. Крсто е нашиот третортек. Ние си го знаеме. Тој умее да ја заврши работата. Добро, Весинко. Тој вашиот Комнен има ли душа? Како ќе се појави пред Бога на оној свет? Јас тоа не го знам. А ниту можам сега да го прашам. Дали знаеш дека се што дење се гради на овој мост, ноќе се руши? Сум ја слушнал таа приказна. Стара е колку и мостот. Во градот имаме искусни градители. Уште утре може да се почне со изградба на нов мост. Нели може? Благуна, блага мома убава. Треси, треси. Татко, момчето кое пред некој ден го сретнавме кај ливадите, е него таму. Мислиш на Пројо? Да. Добро забележуваш. Татко, ти како да ме задаваш? Реков дека добро забележуваш. Во тоа нема ништо лошо. Пројо, тебе изгледа девојките те гледаат на вистинското место. Не те разбира. И јас исто, ама изгледа оваа црноокава многу убаво те разбира. Тоа се наши домашни пријатели. Оре, какви домашни пријатели? Девојкава да може со поглед од дома ќе те однесе. Воине, нели ќе биде подобро ако мислиш за градба на мостови, отколку да и се додворуваш на Благуна? Знаеш, Благуна е блага мома убава. Димитри, со Благуна кроце. Ако не сакаш да ја изгубиш. Воине, ако толку те интересира,
Зошто не смеа се поминува преку овој мост? Прашај го татко ти. Тој најдобро знае. Вашиот поздрав не го посеав по патот. Му го однесов на татко ми дома. Што ми е така, ако Манојле милува, во недела ве чекаме на гости. Кога луѓето се почитуваат, тоа е добро. На овие, Бог нека им прости. Тие не знаат што прават. Сакаше да каже оно и со тоа дека татко ти најдобро знае? И самиот не знам. А мајка ми почина за време кога се градеше мост. Каде би можел да биде отворот за дојката на младата невеста, за која што ни кажуваше дедо ми Атанаси? Кире, овде нема ништо. Овде има. Што има? Не, таму. Тоа е сигурно отворот за кој ни зборуваше дедо. Ова изгледа како да е млекото што се пролевало од дојката на младата невеста. Такви отвори се оставаат на секој мост. Тие служат за цедење на водата која пива мостот. Јас на вистина почнувам да се убедувам дека во темелите на овој мост е соцден жив човек. Што мислиш ти? Мене вистината на вистина почнува да ме плаши. Би сакал да се приклучам на вашата радост, што вашиот син, жив и здрав, се врати од војна. Овие мои зборови ги кажувам со најдлабока искреност. Благодарам. Повели. Дојдов да те замолам. Дали можеш да направиш твоја тајфа и во најкусо време да изградиш во градов нов мост? Комнен оставил доволно пари за таква работа. Знаеш дека здравјето ми е кревко. Но јас би прифатил ако ми објасниш зошто го заградивте мостот и зошто Комнен оставил аманет да не се поминува преку него. Причината? Зошто Комнен не сака да се минува преку мостот? Ја знаеме само ти и јас. Од каде таков заклучок? Мајсторите, кои тогаш учествува во изградбата на мостот, сега сите се мртви. Не се сите. Славеј се уште е жив. Зошто не му понудиш да го изгради новиот мост, кој тебе ти е толку потребен? Сигурен ли си дека Славе е жив? Не само што е жив, туку е и здрав како дрен.
Дали ова треба да значи дека ти не сакаш да учествуваш во изградбата на новиот мост? Немојте да го подкопувате минатото. Оставете го народот да се минува преку мостот. А во меѓувреме ќе изградиме нов. Не. Не можам. Тоа не можам никако. Добро, каде бевте вие кога се случи ова чудо, а? Ние останавме на мостот до договореното време до 3 часот наутро. До тогаш немаше жива душа на мостот. А ова е направено отпосле, од кога ние се отидовме. А третиот? Каде е третиот? Ќе отиде дома. Не сака да се меша во оваа работа за толку малку пари. Јас еднаш реков, се што дење се гради на овој мост, ноќе се руши. Кој ти ги кажува овие работи, а? Зарем треба некој да ми ги кажува? Еве ги гледаме. Оставете го мостот на мира. Дури е време. Се ми се чини дека сега е доцна за такво нешто. Немојте да го фаќате ѓаволот за опашка. Стариот Атанасије вели, секој мост кој зеле една жртва, кога и да е ќе побара и друга. Будалаштини! Ние ви должиме еден ваков дочек. Да не беше вашиот син Пројо, не знам како ќе се справевме со синовите на Марко Паласин. Ама јас ништо не направив. Само малку ги подисплашив. Јас пак му должам на кончето. Да не беше тоа, со мој венозе не знам дали ќе бев кадар да дојдам довде. Треба повеќе да разговараме за добрите работи. Децата си растат. Вие имате убава ќерка. Брат ми Маноиле има строен син. И за тие работи треба да поразговараме. Тетко Темјано. Тетка Темјана знае што зборува. Ајде ти. Како што одат работиве, ќе си имаш голема главоболка со сестра ми Темјана. Секој незин збор е на место. Останува децата да се запознаат подобро, да им дадеме време. Еве од денес, јас на благо не дозволувам да излегува од време на време со Пројо. Се разбира ако тоа вие го дозволувате. Да, солзите ми се од радост и од среќа. Си плачам и кога ми е тешко и кога ми е убаво. Ете так. Како да го цидаме? Да трае цидот пократко или подолго време? Направете го да трае вечно. А колку високо да го изградиме? Доволно високо
За да не може никој да помине преку мостот. То ми е така, дојди на време вамо да настане заробен таму. Удолу мостот е длабок. Угоре зидот ќе биде висок. Мајстори, гледајте си работата и не се шегувајте со мене. Ќе завршите работата до вечер. Ќе завршиме и пред тоа. Не чека долг пат. Не сакаме да останеме во градот повеќе од што треба. Господе Боже, ова нит се видело, нит се чуло. Боже, што им се случи на луѓето? Вие уште сте тука. А каде би требало да бидеме, а? Ние сме чувари. Денеска чуваме ниви, утре чуваме мостови. Само за воја на вистината, прв пат чуваме вака преграден мост. Вие по секоја цена сте решили да ги оставите главите овде на мостот. Аман, брат, човеку, мислиш дека нам ни е убаво да гледаме вакви грди нешта? Верувај, иш не ни е лесно. Ма што да правиме? Ова го чувате? Ова! Срамота. Цврсти, а? Ами треба да е цврст. А дали знаете дека се што дење се гради на овој мост, ноќе се руши? Таму горе се камењата врз кои се врежани знаци. А што пишува на нив? Не знам. Али некој знае? Тие што ги забележале сигурно знаат. Пред да одам војник, градевме еден мост во соседниот град. Еден од мајсторите знаеше за овие камења. Мислеше дека е добро истите да се употребат во изградбата на мостот. Зошто не ги употребивте? Кога дојдовме овде, главниот мајстор ги виде камењата и откако го забележа писмото врз нив, не ни дозволи да ги употребиме. Велејќи дека тоа се пораки од луѓе кои живееле тука пред стотици години. Овие знаци се забележани пред толку години. Да. Може би повеќе од тоа. Дали луѓето од тоа време се однесувале како и ние? Мислиш, дали луѓето од тоа време се сакале и се мразеле на ист начин како и ние? Да. Не мислам дека се однесувале поинако.
Кавалот секогаш го носиш со себе? Да. Ми го даде еден другар од војната. Ранет почина на моите раце. Многу добро знаеше да свири на као. Јас и не знам да свирам. Ти сакаш да ме бакнеш или не? Ми се сврте. Вториот бакнеш ке те разведри. Два бакнежи во еден ден ќе ти бидат премногу. Од овие изгледа нема спас. Колку што гледам, овој не губи време. Војне, времето што го трошиш околу Благуна е изгубено време. Нејзиното време е и мое време. Многу време губите околу мостот. Штета за времето. Ледниот пат. Може би ќе ти притреба и пушката. Пушката е горчлива, мома, не убава. Овој решил да ти ја граби Благуна. Тоа нема никогаш да се случи. Ако таа решила да оди со него? И тоа нема да се случи. За ова ќе добиеш уште еден бакнеш. Кога? Во некој од наредните денови. Никој не сака да работи со нас. Ова е живо проклетие. Синко, ракијата нема да ти ги реши тегобите. Новиот мост нема да се изгради. А целиот срам од стариот мост ќе ни влезе дома. Стари мостови, нови срамови, а излез немаме. Синко, да го ослободите мостот, тоа е излезот. Ништо друго. Преку овој мост нема да се поминува се додека сум јас жив. Утре ќе појдам во селото Гаврово. Таму живее Славе, последниот жив мајстор кој учествуваше во изградбата на мостот. Мислам дека ќе успеем да го убедам да собере тајфа која ќе отпочне со изградбата на новиот мост во градот. А што е со Маноеле? Нели и тој учествуваше во изградбата на мостот? И Славе нема да прифати исто како што не прифати ни Маноеле. Зошто Маноеле не сака да се нафати со изградба на новиот мост?
To je stara prikazna, a i zdravje to ne muči. Татко. Татко, ти само приказни ми кажуваш. Што ќе биде со мостот не знам. Но со сигурно знам дека Димитрија изгуби Благона. Реков дека ова не ми мириса на добро. Добро е што ги спасивме главите. Море, стави го сега тоа, туку кажи ми каде е куќата на Марко. Тука треба да е негдека. Не, ја познавам по портот. Ние сме чуварите. Што барате вие тука? Зошто не сте кај мостот? Море, пушти не натре, па ќе ти кажеме. Ајде. Што се случило со вас? Не нападна. Кој ве нападна? Кој го направи тоа? Не знаеме, Сенки, не нападна Сенкет. Само тоа го видовме. Сенки? Ве нападна Сенки? А зидот? Што е со зидот? Зидот го нема повеќе. Разурнат е до темел. Како бре, разурнат до темел? Така убаво. Разурнат. Димитри, ние не го убивме. А кој го убил? Нели гледаш дека е мртов? Кога не нападнаа Сенките, настана таква мешаница, што не се знаеше кој што прави. Прво не обиколија. Мене ми ја зедоа пушката, потоа добро не натепаа и ми рекоа да не нема тука. Кога бегавме, се слушна истрел. Јас сам од толку. Ние си одиме дома. Не ви сакаме ништо. Не ви сакаме пари. Еј! Каде одите? Го убивте човекот, па сега ќе си одите дома. Ние не го убивме човекот. Вие го убивте. Иако не пукавте во него. Кога велиш вие, на кого мислиш? Вие си одите, а нас не оставате со мртвото тело, а? Тоа не може така да заврши. А како треба да заврши? Телото мора да се тргне од овде. Само така можете да си одите дома. О, мајко мила. Не најмивте да бидеме чувари, а сега барате од нас да бидеме гробари. Тргнете го телото од овде, дур не дошле луѓе. Ако го најдат, тоа нема да чини ни за вас, ни за нас. Бог нека ни е на помош. Кажи, каде да го однесеме? Не знам, ако е гревот помал, да го пуштиме од ово порекаме. А мал голем, тој ти. Ајде. Што ли вградил нашиот дедо Комнен во овој невин мост?
Што си така намурта? Кажи нешто. Не знам од каде да почнам. Јас знам од каде да почнам. Вчера со Благуне отидовме до старите камења, а потоа прошетавме и по ливадите. Ми дозволи да ја бакнем. Брате Кириле, да знаеш како бакнеше тоа. Ти си среќен човек. Среќен? Ако ти кажам дека потоа дојдоа браќата Паласини, нема така да мислиш. А едниот од нив дури ми запрети дека ако следниот пат ме види со Благуна, ќе сум требал да ја носам и пушката. Поради пушките, јас не знам од каде да почнам. Што сакаш да кажеш? Леѓеска губи Огнен. Губи Огнен? Каде губи? Кај мостот. И како се случило? Околу 3 часот по полноќ, Огнен, јас и уште тројца други отидовме кај мостот. Им ги зеловме пушките на чуварите и мудривме малку кјотек и ги истеравме. И откако се беше готово, од другата страна на мостот се слушна истрел. Огнен падна покосен врз камењата. Се истрчавме од другата страна на мостот. Таму немаше никој. Кога се вративме кај Огнен и се уверивме дека е мртов, исплашени се разотидовме. И Огнен го оставивте мртов кај камењата? И реков се исплашивме и се разотидовме. Како тоа сте се разотишле? Разбирам другите да се разотидат, но ти, зарем во војна не си видел убиен човек? Во војна сум видел. Па? Ова не е војна. Ова е нешто друго. Како не е војна? Секогаш кога има убиени, кога има жртви, тоа е војна. Телото на Огнен го нема. Ти да не си сонувал нешто? Како? Ноќеска? Овде, врз овие камења, телото на Огнен лежеше мртво. Луѓе! Луѓе! Во рекава има удавен човек, луѓе! Како во реката? Да, во реката. Помогнете да го извадиме човекот. Мене не ми личи на удавен. Мене човекот ми личи на убиен. Како убиен? Така убиен. Се гледаш колкава рана има на градите? Луѓе, гревота е од Господ да лежи човеков на земјава. Побрзајте. Пројо, синот на Манојле, веќе отиде да им јави на неговите. Благослови нашиот Бог сега и секогаш во вечни векови. Амин. Уште се молиме за покој на душата на починатиот Огнен, за да му ги простиш сите прегрешенија волни и неволни. Вечная памет, вечная памет. Мостот ја зеде и својата втора жртва.
разговарав со двајцата чувари, се уверив дека тоа тие не го направиле. Тие не се кадри за такво нешто. Огнен е убиен од некој друг. Марко, не ги тормози децата. Откако ја почнавте оваа игра, се тргна наопаку. Огнен е убиен со мојата пушка. Кој од вас ја зел од орманот? Кој од вас ја употребил? Или ја дал на некој друг да го направи тоа? И второ, кој од вас зел 5 дукати од парите на Комнен? Не. Не сум. Јас не убив никого. Тој заслужи да биде убиен. Кој заслужил? Синко, немој да ми кажеш дека ти си го направил тоа. Многу мина. Во градот не сакаат. Ама тој најмногу од сите не навредуваше. Огнен неколку пати ми има речено дека сум семка на Комнен. Тоа ми го има кажано пред луѓе. На неговите зборови сите ми се смеја. Јас тоа не можев да му го простам. Затоа. Што затоа? Затоа си го убил? Јас не го убив Огнен. Во него стрелаше друг. Јас само му ја дадов пушката и 5 дукати. Кому си ја дал мојата пушка и 5 дукати? На третиот наемник. Тој го уби Огнен. Нему му требаа пари. Јас чувствував потреба за освета. Каде е сега третиот наемник? Замина некаде. Ги зеде парите и рече дека повеќе никогаш нема да го видиме. Нема да го видиме. Освен ако некој не го пронајде. Чекај. Никој нема да го пронајде ако овој разговор остане тука во куќава. Марко, појди в црква и повлечи го ветувањето. А утре да им кажеш на луѓето дека слободно можат да поминуваат преку нивниот мост. Зошто велиш нивниот мост? Тој мост е на дедо Комнен. Мостот не е на Комнен. Од денот кога мостот беше изграден, тој им припадна на луѓето. Без разлика кој ги дал парите.
За кого работите? За мостот. Работиме за мостот. Непотребните камења му тежат. Ајрлија, исрекне ви работа, мајстори? Убаво е кога се зборува за среќата. Таа е секогаш добре дојдена. Така е. Умно зборуваш, мајсторе. Добри луѓе. Дојдов денес да парам проштевање од вас. Бидејќи на мостот се случија многу неубави работи. Но ако барате вина, барајте во мене, ево моите деца. Марко само што е спомна среќата, среќата го напушти. Го оттепа човекот кога ги кажуваше најубавите зборови. Среќата и несреќата секогаш одат заедно. Луѓето прават грешки во изборот. Татко, не успеав да го најдам тој што те застрела. Сине. Јас знам кој ме застрела, сине. Кој? Кој требаше? Кој? Кажи кој? Мостот. Тој ме застрела. Друг да не барате, чеда мој. Ве молам, простете ми. Марко, ние сме рода. Од мене нека ти е простено. Никола однесете го во Солун. Прати Фабер до брат ми Коста во Америка да го повлече таму. Се додека Никола не замине за Америка. Не враќајте се од Солун. Ветете ми дека ќе ја почитувате и дека ќе исполните мојата последна желба. Татко, се ти простувам. Ради овој проклет мост ја загубив и благуна. И тоа нема никогаш да ти го простам. Мостот ја зеде и својата трета жртва. Што си така пребледен? Да не се случило нешто лошо? Марко Паласин го убија на мостот пред моите очи. О, Боже! Нека му е лесна земјата. Виде кој го уби? Не.
Од недадеш се слушна истрел. И толку беше. Иако не си го имавме добар денот со него, тоа ме потресе. Секои 3 дена има по некој мртов. Од ништо ја донесува војната во градот. Боже, с краја да е. Децата дојдени се? Дојдоа на време. Тие се како 2 дукатчиња. Ова негове ламоти се наши, ама златни се. Нели е така? Така е, Темјано. Така е. Кого барат? Ова ли е домот на мајстор Манојле? Да. Ако му кажеш дека мајстор Славеј го бара, тој ќе биде среќен да ме види. Влезет. Татко ми е на чардак. Не знам дали е до очиве или до годиниве. Ама ти си Славеј. Кој е добро те донесе кај мене? Желбата да те видам. Ајде, повели. Добар ден. Добар ден, добре дојде. Добре најдов. Сев кај мостот. Додека да стасам до овде, времето се раси. Повели, седни. Благодарам. Да ти пречи тутунот? Не ми пречи. Пред 10 дена ме посети Марко и ме понуди да се нафатам со изградбата на новиот мост. Видов дека човекот се измачува и живее во заблуда. Исто како што живееше и Комнен. Во каква заблуда? Откако ти го напушти мостот, многу лоши работи се случија. Од зори до мракот, жената на Комнен од едната страна на реката гледаше како тој од другата страна ја милува младата девојка. Таа не можеше да го издржи тоа. Едно утро ја најдовме удавена во реката. Кутрата женичка. Кога дојде Комнен, тој долго време со зацрвенети очи гледаше во телото на својата жена. А потоа ни рече, земете го телото на Камерија и созидајте го во мостот. Белки мене сте го направиле тоа. Друго чаре немавме. Ја зедовме
Утрата жена и ја содзидавме во темелите на мостот. Пред да си замине, Комнен ми рече, мостот ќе биде нејзиниот најубав споменик. Сте ја содзидале жената во темелите на мостот? Да, но за кратко. Откако Комнен си замина, ја извадивме камелија од темелите и ја погребавме на 50 стапки од мостот. Не сакав цел живот да носам греф на душата. Кога беше Марко кај мене, му ја кажа фине му вистината. Но тој не сакаше да поверува во такво нешто. Единствената добра работа кај Комнен е тоа што со своји пари изгради убав мост. Дали ви еднаш ќе престанете да зборувате за тие мостови? Тие мостови мене ми се дојдени веќе преку глава. Утрата. За сите овие години никој не го има посетено нејзиниот вистински гроб. Митре, тој што стрелаше во Марко, уште не е пронајден? За жал или за среќа, се уште не. Зошто велиш за среќа? Така ми дојде. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Што правевте долу крај реката? Тоа ви е некој адет или што? Запаливме свеќе врз гробот на Камелија, жената на Комнен. Гробот на Камелија не ли е на гробиштата, каде што од пред месец дена почива и Комнен? Вистинскиот гроб на Камелија се наоѓа долу во Гремушкине. Таму почива долги години. Што зборувате ви? Ако таму крај реката е местото каде што почива Камелија, како тоа јас да не го знам? Митре, сакаш ли да појдеме кај мене дома на една ракија и убаво мезе? Не, благодарам. Имам поважна работа сега. Одам да ја проверам вистината што ми ја кажавте за гробот на Камелија. Ако е вистина тоа што ми го кажавте, таа вистина треба да ја знае и народот. Од денес Митре ќе ја раскажува на луѓето новата вистина за гробот на Камелија. Потоа ќе се предат најразлични приказни. Зошто да не? Ако народот има потреба од такво нешто, приказните ќе ги претвори во легенди. Добар ден. Добар ден. Сакате малку да се поиграте? Да. Јас ќе одам по брат. Кога ќе се вратам, тука да ве најдам.
Добро? Ајде. Сакаш да одиме долу под мостот да се играме? Не. Зашто?